Ај си убава. Биваше ли во моментот кога отворив очи, пеперутка пред мене? Многу да сакат пеперутки. Знам, јас многу ги сакам. Добро утро, Ивче. Добро утро. Уште гласот ми е така малце ржав. Ако бе? Да, ако. Не си бил со ваков глас на подкаст до сега. Па јас мислам дека се немам разборувано многу. Супер, ќе се разборувам. Фала ти што си тука денес. Секојаш сум тука. Никогаш не си, сега си тука. Фала ти што си тука денес. Денеска сакам да зборуваме за една тема за која што ја имам обработувано од различни начини, но не од ваков. Каков? Сумиран after a while, така би го рекла. Океј. Со нов инсайт, со нови апдејти за тој, на таа тема. Немаш на подкаст зборено за тоа. И на подкаст апсолутно немам. Еве во ваква форма да се каже. Да. И пред да почнеме, сакам само да кажам една голема благодарност до ДМ, што ме поттикнаа да го кажам во ваква форма. Сакам да ја раскажам приказната за мојата трансформација, ама сакам и да им искажам една почит на нив за тоа што во последниот период гледам дека се залагаат да ја покренат свеста и да зборат за женското здравје, да зборат за физичкото женско здравје, ама уште побитно за менталното, заради тоа што поретко го дискутираме тоа, а ако немаш склопени ментални коцки, не можеш физичкото здравје да го негуваш. Пошто сето тоа е една испреплетена мрежа на која што не и придаваме доволно значење. Така, од тука трга. Да, од тука трга. Од тука трга. Затоа сме тука, пошто приказната почнува од тука. Во родниот крај. Во Прилеп. Која приказна почнува од тука? Мојата. Лошата или добрата? Твојата? Мојата? Да, све е дел од твојот пат. Мојата е склоп и на лошо и на добро. Сечија приказна е склоп на лошо и на добро. Поентата е доброто, лошото да го конвертираш во добро. Так, да научиш како да лошите работи ќе се конвертираат во добри, тоа се подобри од добрите работи. Пошто тоа се поквалитетни добри. Така, поквалитетни добри. Секој пат кога се враќам тука, се потсеќам на делови од каква сум била growing up, каква сум била воспитувана, како сум била. Еве конкретно, значи со мојата трансформација поентата и навиките со храна што сум ги имала. Гледам од каде ми доаѓале, гледам дека уште постојат тука тие навики на однос со храната. Тоа би го кажала. Дека цело време се збори за храна. Цело време се збори за храна, мене ми е нереално. Јас доаѓам и цело време е као што да сготвиме, што да ти пратиме за Скопје, што да купиме. Претерано голем фокус се става на храна на лош начин. Као обсесија е со храна и тоа ми било секојдневие. Додека сум растела тука и муабетот е што не е лошо ти да мислиш на храна цело време, мислиш готвачите не мислат цело време на храна. Небитно, општо убав храната е еликсир на животот исто така, исто како и водата. Така. Меѓутоа правилниот однос со храната и одржувањето на балансот е тоа што секој од нас треба да најде и да го научи, кој е да го пронајдеш твојот сопствен баланс, како да храната да ти користи тебе, а не да ја злоупотребуваш храната. Пошто може да стане addiction, затоа што Да. Многу, види, порано рачунај се, еве твоите мајгади, бабати и да га надаму уназад, се помалку, секоја генерација пред таа била се помалку едуцирана во таа област и само колку што знаеле, толку правеле. Би пренесувале, да. И верувам дека баш добро иде тој тек на настани и тек на генерации и дека ти си таа револуционерната можеби во твојата фамилија која што го сфатила ова, ги докажува дека може и вака. Да, дека може и вака, дека Знаеш, ја не мислам дека они ми мислеле лошо, нормално кој родител мисли лошо на своето дете, ама секогаш било поделба меѓу детево да не остане гладно и меѓу прекини да јадеш, штетно е за тебе. Као кога сама сум си земала, пошто стекнати биле навиките да земам, да цело време знаев кај катчето со чоколади, ме разбираш, знаев како скришно да одам и да јадам, кога нема благо, јас да грицкам, не знам, чоколадо за готвење, пошто е closest to благо што сум можела да го најдам, као мозокот ми бил програмиран као да не мисли дали е тоа добро или лошо, као
куче кога ќе го истренираш. Ама нема врска бе, јас сум бил таков, не дека тебе сваеш као тие ни ги правеле доста достапни работите и општата свесност во општеството, општата свесност не била на толку високо ниво за што е здрава храна и зошто нездравата храна е толку нездрава. Не мислам дека до толку имало извори. Не е до толку. Као имало извори за тој што знае, као немало само дебели луѓе порано. Имало и луѓе кои што знаеле како да се грижат за И јас и ти килажата. знаеме премногу луѓе кои што не се дебели, а не се хранат здраво. Така што тоа е муабетот, као не е само за физичката, Да. за физичкото здравје, да речеме, за физичкиот изглед или било што, туку Може би немало само толку лесно достапни информации, меѓутоа имало информираност за тоа што сака да се информирам. Само постоеле информациите за тоа што сака да ги научи, пошто не значи дека ти само не знаеш, па не си као само незнаењето не те тера на промени. Не знаеме дека цигари се штетни, па сите ги пушат, као знаеш што ти прават, као тука е моментот, тоа е breaking pointот што ме натера да го направам првиот чекор. Пошто кога свесноста преовладуваше, тогаш успеав да излезам од тој круг на лоши навики. Кога свесноста што ми прават тие лоши навики на долг план доминираше во мојот мозок, а не само слепата навика дека добро, јас цел живот сум барал утеха во храната и ова го цело време го кажувам као најлесен извор на допамин и после на несакање на себе си било храната. И во моментот кога седнав и размислив дека ова не оди вака, ова не може вака, време е као знаев дека ќе биде тежок пат. Знаев дека ме чека долг, ајде така да кажам. Јас си го мислев како долг и тежок, ама кога почнав да го прифаќам, стануваше се полесен и полесен. само долг. Ај не делуваше не вајде толку делуваше долг. долг, пошто веќе позитивните промени, као се деси тој total mindset switch, Така. и од кога ќе си дозволиш на себе си да направиш нешто добро за себе си, свесно, привлекуваш само позитивни промени и позитивни работи и ги забележуваш позитивните ствари за тебе. Пердовче. Тоа што сакав да кажам беше дека си го послушав внатрешниот глас. Пошто сите во себе го носиме тој внатрешен глас. Гласот на интуицијата, разумот, така би го нарекла. Знаеме кои постапки се добри или лоши. Некогаш грешиме, па анализираме дали било добро или лошо и тука е моментот кога ја влечеме лекцијата од тоа. Знаеш како, ова е можеби затоа што технички разум и интуиција се сосема две не спротивни, ама многу различни ствари. Ова е интуицијата на разумот. Као разумот си има посебна интуиција која знае дека нешто не е во ред, затоа што интуицијата тебе цело време ти кажувала дека да бедаш топ, ќе јадам чоколади секој ден. Не, напротив. Напротив. В смисла као тоа е тоа што ти ја прави као интуицијата, тука ги мешаат нели ја тоа што стално викам као сега треба да го правиш тоа што сакаш да го правиш, да бе да, ја сакам секој ден да јадам чоколади. Океј, сакај, наркоман си. Ме разбираш? Демек тука треба да се вклучи разумот и да ти каже дека разумот, да, и тој инстинкт за преживување и за getting better. If you wanna get better, значи да сватиш дека не е најдобро и уствари тебе ти се споиле, нели тоа што стално го викаш као светото тројство. Да. Кој е светото тројство? Тело, разум и душа. Така. Кога ќе имаш целосен баланс на тие три, мислам јас кога имам целосен баланс на тие три, тогаш се чувствувам најсвоја, најјас. Така. Мора да ги негуваш сите три аспекти за да бидеш една комплетна целина. Па мислам дека во тој момент уствари успеа ти тоа свето тројство да го споиш, да се прекрстиш. Па не, напротив. Мислам, затоа што комбинирано е, меѓутоа во тој момент сватив дека било небалансирано и дека премногу треба да посветам
на телото, пошто јас сум го запоставувала телото, ме разбираш? Да, си го запоставувала технички затоа што тој... ти највеќе си ја хранела душата во тој момент, али у тој момент не дека ти прекина затоа што ти и претходно имаше нели обиди, диети, свашта краставици, јадење само краставици по цела недела и свашта, али сега било фейл затоа што не си ја ставила душата, а тоа е внесувањето на љубов во целиот процес. Да. Ти тој пат успеа да внесеш љубов и валјда ја уствари заедно со тебе мислам дека тој сегмент од тројството дека тогаш највише помогна. И најверојатно, и разумот затоа што буквално и телото свега трите се клучни, мора да работат заедно, тоа е фирма. Вистина? Ма тоа го сватив тек отпосле. Ова е лекција што тек откако го поминав тој пат, ја заклучив. Сватив што ми требало заради тоа што ова што сакав преска да го објаснам беше дека интуицијата во мене, додека јас се товев со џанк и со благо и со све нездраво и мислев дека си го качував допаминот на толку краток период додека јадам и откако ќе се прејадам, ќе падне сето тоа у вода и ќе застанам пред огледало и ќе нема да се сакам. Пошто и си кажував, ме разбираш, стојам во огледало, се гледам, сум се обидувала лажна самодоверба да си давам. Сум се трудела, ама at one point пукна, не издржа, заради тоа што the inner voice in me знаеше дека тоа е погрешно. Заради тоа што јас не бев задоволна со постапките и со одлуките што ги правев. Не бев задоволна што сум седнала и сум изела 200 грама чоколада на едно седење. Као, тоа е свесноста во мене, као, тоа сакам да ти кажам, стојам, се гледам и тоа што бев свесна дека тоа е лошо за мене, се гледам и си викам и зошто знаеше, се гледам и си кажувам во гледало, знаеше дека ќе дојде до ова, знаеше дека сега ќе ти се лоши заради тоа што не си го слушала телото, не си го слушала разумот, не си слушала ништо, само си одела против себе си. Као се повредуваш свесно себе си одиш против себе за што, за краткотрајна среќа, за неможност да се избориш со себе. Пошто не работиш како другар со себе, туку работиш како со ривал. Тоа е немање доволно љубов према себе. Кога ќе се сакаш себе си, нема да сакаш да си наштетиш. Basically, мислам дека за било кои цели поставени во животот функционира истово, дека си замислувам ја дека не знам, имам концерт со 100.000 души на мои, не знам, 25 години. И доаѓам ја на 25-та година и немам концерт со 100.000 души и сваќам дека уствари сум правил други ствари, а не тие што треба, као не сум го текнал процесот цел да те доведе до таму. Полека. И у моментите кога се повеќе почесто се разочаруваш, се почесто и почесто, eventually, ако само ти ствараат лоши чувства, тоа што не си превземал ништо, односно не си превземал доволно, само си живеел во некој соништа дека си дојде само, нема да си дојде само, ти треба да се помачиш да го добиеш. Јас пишував песна вчера, зошто немам сега денес концерт со 100.000 души, така. Тоа е кога ќе се помириш дека мора да го текнеш цел процес и да веруваш у процесот. Само на тој начин може да се успее, што заебаното е тоа што многу луѓе не веруваат во себе и не веруваат во процесот и не веруваат дека доколку го вложат тоа време и тој труд и таа љубов, дека ќе стигнат до таа цел. Ама прашањето вистинско е која ти е друга опција? Ако толку го сакаш тоа, која ти е другата опција? Еве направи другата опција. Технички за твојава тема има луѓе кои што ја прават другата опција што и не е толку едноставна, али веќе медицината е на високо ниво и може да помогне. Няма и тоа пак вклучува, мора да го имаш и овој процес. Пак ти треба дисциплина, пак ти треба посветеност, пак ти треба љубов према себе. Не е решението тоа и толку, пак ништо не се случува само, не може да дојде некој да ти реши таква ситуација. Од тебе трга. Како што и за се во животот, ама нема врска. На ова се фокусираме. Дефинитивно не ме сваи погрешно, не викам дека ќе направиш операција стеснување желудник и готово цаком паком све. Тама работа и за тоа треба љубов и за тоа треба се вложиш дури и уште по-заебано е. Ако го нели го скипнеш тој чекор на слабење, таа диета е уште позаебана затоа што идеше на по природниот пат, ја мислам дека ти беше полесно. Не би можела да знам, немам со што јас лично да го споредам, така да сейф варијанта да речам беше затоа што тебе не ти беше никогаш ништо забрането.
Ме разбира, никад Да. ништо не ти беше забрането. Па да, ама не ми беше забрането, пошто не сум стигнала до степен исто да си го нарушам здравието до толку, мислам. Тоа што го кажав, главната мотивација да почнам, освен свесноста во себе дека стварно е време да почнем, сам свесноста се разбуди кога се уплашив дека ако продолжам на овој пат, моето здравје ќе биде нарушено. А ако моето здравје е нарушено, уште потешко е да најдеш мотивација да го одржиш телото здраво, па и разумот се едно. Да. И во моментот кога јас дознав, мислам, нели правев разни испитувања, проверив се што можев за да видам колкава штета досега сум нанела на ова тело, кое што стварно е кутро и само ме трпело. И кога дознав дека долготрајна штета се уште нема, ни видливи нешто проблеми, но апелот беше, нели, секако намали. Ја веќе бев решена да намалувам. И во тој момент ја бев само благодарна што моите лоши токсични навики не му донеле трајна штета на ова тело. Дефинитивно моето тело е поистрошено, пример, од твоето или некој што од 20 сега е свесен и се грижи за себе, наместо јас на 25, пример. Тие 5 години што дополнително сум го мачела телото со такви лоши навики, ќе си имаат, како да кажем, последица можеби, као по worn off е можда неко кола. Тој за и кола. Да бе, ако ја товариш Ако ти ја секој ден со товариш, бродови на кола да издаваш. Што и да. И е потешко, Дефинитивно. отколку да рамномерно и балансирано си ја возиш. И ја одржуваш цело време. Ако не и правиш регулар чекап, не ја одржуваш, не ја храниш со добра храна, со добро улје или whatever. Да, ама ти и плюс, ако секој ден го ставаш тој товар, ако секој ден ја трескаш по патишта, не ја проверуваш Не ја даваш дали е грижа и окей. љубов, тоа е. Да, бе, да. Така да, сум свесна за тоа, ама во тој момент можев да дозволам, као постоеја две опции. Дали ќе бидам благодарна за ова што досега не сум направила толку долготрајна штета, да не треба да ми биде забрането нешто, ме разбираш, као you overeat сол, пример, што не ти е толку потребна на секојдневно ниво. Да. И после стигаш до, не знам, што се Бубрези, до да. бубрези проблеми, кај што ти викаат дека не смееш да јадеш сол. Да. И си го отежнуваш процесот. Гледаш, тоа више е забрането. Па тоа ти викам, бев благодарна што не сум стигнала до степен да ми биде забрането нешто, до толку да се оштетам. И тоа ми беше дополнителна мотивација да се средам и да почнам да научам како да ја засакам храната, а не прејадувањето. Да не ја абјузнувам храната, туку да Да ја сакаш, абјузнувам, да да ја ја користам за користиш. тоа за кое што сме ја имаме храната. Така. Види, бе, тоа е заебано е затоа што ете такво ни е општеството и технички испаја како вечна борба помеѓу сите тие пропаганди кои што се водат и се што е популарно, затоа што шеќерот е неверојатно популарен. Као стварно е зборам за рафинираниот шеќер, не зборам за овој шеќер. Шеќерот е неверојатно популарен и неверојатно штетен. Адиктив, нели да. ги викаат солта и шеќерот Белите отрови, нешто така. бел отров, да, пошто се стварно ти го продаваат у продавница легално, али затоа што кажувам стално, се што е умерено не е лошо. Као буквално се што можеш да замислиш освен значи се што е умерено не е лошо. И е константна борба помеѓу тие пропаганди и нашето здравје за што е во ред да се консумира и колку да се консумира. Кикче, Кажи. не се снима. Аха. Добро. Се враќаме назад со снимање. Ова ни се нема да се десено, али ќе пробаме последните 13 минути да ги избориме повторно. Мислам дека нема да ни биде проблем затоа што милион пати го имаме во зборено, Да, бе, баш да. кај што го имаме тоа живеено, не Не би треба да требало ни биде проблем да го збориме, точно. Не. Ствари, кај застана снимката? Таму кажував лошо таму за шеќерот и солта. За Да. како треба да, последно што кажував беше за дека сме во константна битка со општеството што толку многу ни ги промовира тие продукти кои што не Бели се толку отрови. добри, да, бели отрови и општо сите тие изетини било што ни ги промовира и ни се толку достапни и ние треба да ја вклучиме нашата свест за ако сакаме да ги консумираме, да бидеме да ги консумираме нели по Рационално. рационално. Баш. Тоа друга key point ми беше кога ќе чујам луѓе да кажат не можам. Заради тоа што
Многу оправдувања си користиме, не можам на овие години, не можам сега заради работа, не можам сега заради X причини, цело време не можам. Не може да не можеш, може да не сакаш. Иван Ајнштајн, ТМ. Лекција научена од тебе. Ја бев порано таа со не можам. И на моменти кога ќе се фатам да кажам не можам, те имам тебе у глава и си имам после себе у глава дека глупаво е што кажувам не можам, не го сакам само доволно. Не може да не можеш. Тоа е приоритетите, тоа е фокусирање на тоа што ти е битно. Ако тебе ти е битно да научиш како да имаш правилна синтеза на ум и тело и душа, можеш, ќе го најдеш начинот. Basically за све у животот тоа функционира така. Као кога ќе си зададеш некаква цел и ако само гледаш дека со постапките кои што сега ги правиш дека не ти оди и не ти се исполнува целта и само гледаш како не ти се исполнува и дополнителни негативни чувства ти се ствараат, као навлагаш во тој луп да никад не успееш екшели. Многу луѓе одбиваат да направат промени затоа што одбиваат да се превоспитаат, као не мислат као јас сега вака сум се воспитал, не тоа што го спомна како изговор, годините, као изговор им се годините, као сега ја ли сега ќе се превоспитувам на овие години, као да. Не значи као си имаат луѓе кога ќе им се деси одреден евент настан во животот, и сметаат дека со тој настан созреале, мислат дека се толку како не созреан и созреан, како две. Свич. Не е свич, туку е константен апгрейд и како можеш и повеќе од тоа да созрееш и повеќе, можеш и надоле да одзрееш и било што као флуктуира таа зрелост, као не е секогаш, не е една константна, да, не е само еднаш да се деси и да мислиш ти дека сега си созрен или дека готово, ги имам годините, го имам паметот и тоа е тоа. Тука стојам и така го терам животот. Тоа е уствари поговорката човекот учи додека е жив. Да, ете си се врати Иван Ајнштајн за поговорките. Одамна не сум кажал поговорки. Знам, затоа реков се врати. Уште една клучна поента ми е исто кога не сакаш и си бараш оправдување и не сакаш да направиш некоја промена за која што делумно си убеден, ама не веруваш дека убеден си, гледаш примери, ме разбираш, јас зборам за моите и објаснувам вака и вака, ова го направив, вака ослабев или се средив за да ослабам. Као, да, се супер, убаво ти, ама ја не можам. Така, доаѓаме до не можам. И ако пробувам, можеби тоа е делумно форсирањето од моја страна, ама ако им кажеш као, не мора ни да е форсирано, ако им кажам као, пробај, само дај шанса и пробај. Ако дадеш шанса од инает, ги бараш само негативните работи и нема да ти успее, пошто мајндсетот пак ти е негативен и ти кога си негативен се фокусираш на негативното, пошто секогаш ќе има и позитивно и негативно. Од нас зависи дали се фокусираме на позитивното или на негативното. Ако не го правиш од љубов, ако правиш од инае ти да докажеш дека ти нема да можеш, стварно нема да можеш. Тоа е поентата, зашто ти сега си успеала, нели, точно, овој пат мислам има многу причини зошто, али порано кога си пробувала, не знам, диети си држала со краставици, по една недела само ништо друго да не јадеш и такви ствари, и дали тогаш си имала исти пристап, затоа што последниот пристап ти беше повеќе да си го свичнеш мајндсетот. Да. И зошто да го правиш сето тоа, пошто порано ти бил мајндсетот као ја да ослабнам. Да. Затоа што ти било за изглед, затоа што ти било за егото да си го задоволиш како ти да изгледаш. Тоа значи сум имала краткорочни цели. Пошто ми успевало и сум се внесувала и не ми било проблем да јадам 7 дена само по 2 кила краставици на ден. Ме разбираш, што е апсолутна глупост и малтретирање на телото. Така не се слабе, као не е тоа правилниот начин да се слабе. Пак не си го сакаш телото. Да. Кој што до сега си го малтретирала, сега го малтретираш на другата насока. Да. Ама сум била дисциплинирана, ме разбираш, јас сум знаела дека имам дисциплината. Пошто сум држала многу диети, сум знаела дека имам дисциплината. Тоа што ми фалело е долгорочната цел. Пошто долгорочната цел за мене сум ја сватила сега и ми била да си го одржам здравието и да имам перфектна хармонија на сепството. А тогаш ми било само да ослабам за да изгледам вака, да намалам, да стомакот да ми се намали. Општо тие цели ја да изгледам само за лето или за нешто друго, мене ми се малце смешни, заради тоа што сметам дека мора да имаш подлабока причина дали имаш доволно љубов во себе тогаш. Мислам, можеби различни ствари те мотивираат. Ме разбираш, не мора да значи дека е лошо, меѓутоа тоа што за мене пасуваше
беше да си замислам како живеам во здраво тело и го негувам телото за да ми служи понатаму во животот, пошто не е само уште 5, не е уште 10, кој не сака да живее подолго. Така, за да живееш подолго, мора да се грижиш за себе си. Ако не се грижиш доволно, тогаш откажува телото. А знаеме дека телото откажува и тогаш настануваат проблемите. Не. Дали мислиш дека тоа што го сподели цел процес онлайн, дека ти помогна у процесот, затоа што до сега немаш споделено, мислам, скоро цел, ако не и цел процес, го сподели онлайн на последниот фобит, нели така го крсти. Дека и стварно беше последно. Стварно беше последно. Затоа што стварно си кажа дека ќе биде, али дали мислиш дека фактот што го споделуваше онлайн, дека ти помогна да се придржуваш кон тоа? Ама види, јас имав споделувано и порано онлайн, ама беше као само кога сум завршила Insanity, 2 пати сум споделила на Facebook. И се чувствував убаво откако го споделив, ама не ми истраја таа желба да продолжам да го водам тој живот. Ми беше убаво, ме разбираш, пазев минимално на исхрана, тоаш бев као прва факс која го завршив, 18 години имав. И вежбав упорно, ама после дојдоа... Поише беше исхрана или поише беше вежбање? Поише беше вежбање. Пошто беа напорни вежбите, ги правев. И таму имав дисциплина, ме разбираш, што се билдало, дел по дел се билдало за да стигне до ова денес. Сум учела како е. И не сум го одржала заради тоа што дошле факс ствари, притисок, ново сето, нов град, промена и не сум си посветила доволно време да се одржам себе си така. 4 месеци беше максимум што издржав со таков баланс на храна и вежбање, откако ослабев тогаш пред 10 години. Океј. Тоа ми беше личниот успех до тогаш. И као допред да почнам пред 3 години, се уште тоа ми беше личниот успех, кај што сум видела како е да јадам помалку, поконтролирано и да имам физичка активност и дека се одржуваше килажата. Ама сега по неколку години откако нели стигнав до таму докај што сакам да стигнам, сватив дека во моментот кога почнував бев свесна колкав товар и колкав притисок да речам, а и мотивација ќе биде споделувањето на цел процес онлайн, заради тоа што ќе си должам на себе си, ама ќе должам и на другите да успеам. И знаев дека ќе биде товар, ама не хезитейтнав и сепак прифатив да го правам, пошто јас во себе си го представив дека ова е мојот онлайн дневник. Како што си имам дневник да си пишувам, нели, pen and paper, ова беше мојот онлайн дневник каде што јас само споделував како сум поминала секоја недела. Што ми било лошо, што ми било тешко, што ми било убаво, што ме израдувало. И бидејќи си го представив на таков убав начин, не дозволив да ми биде товар и притисок дека јас можам да фейлнам некого. Стварно бев решена. И тоа дефинитивно само ми помогна. Пошто ми помогна, ме сближи со многу луѓе кои што поминуваат низ истото. Ја давав насоки и совети и примав насоки и совети. Се креираше една добра заедница. Заради тоа што битно е, некогаш кога ќе чуеш дека и некој друг поминува низ истото, се мотивираш и се охрабруваш и си викаш, па не сум само јас. Затоа е клучно да се зборува in person, ама и онлайн за вакви теми. Така, затоа што да, дефинитивно сегаше као одговорност према нив, као што ако сега ја заебеш работата, можеби егото тука не ти било непријател, као ретки се овие инстанции, ама можеби егото стварно тука ти било пријател, затоа што као да, можеби ти си осеќала одговорност према нив и заради тоа као не сме они сега како така ќе кажат за мене, дигнаша. Јас сум секад против тоа, леле како ќе кажат луѓето, ама actually си Да бе, само сум го искористила како мотиватор дополнителен. Така, ама и сум добила од тоа. А плюс дополнително дефинитивно добиваше многу поддршка и од тие луѓе. Да, тоа. И тоа е дополнителна мотивација. Секад кога добиваш поддршка од луѓе, без разлика, блиски, не блиски, мислам, има разлика, не дека нема разлика за тоа што многу е побитно од блиски кои ќе добиеш, ама вака и од луѓе кои што не се знаеш лично со нив, кои ќе добиеш поддршка е многу голем плюс. Охрабрувачки. Ти викам
преблагодарна сум што гледам дека се почесто луѓе зборуваат јавно за ова. И затоа ми се допаѓа и цела кампања што има ДМ, заради тоа што треба да се зборува за овие работи. Недобивањето поддршка од поблиските можеби те кочи и не си веруваш доволно на себе си. А вака, кога го немаш тоа, убаво е да бараш заедница која што ќе те прифати и да гледаш, да читаш и да се информираш, да дознаеш и да си веруваш на себе да почнеш нешто. Као, многу ми се свиѓа што имаат совети, разноразни совети за било кој тип на женско здравје моментално. Те информира за сите можни процеси. Не знам, женското тело поминува низ многу фази, многу промени, многу процеси. Да. Убаво е, кога си поинформиран, поубаво го негуваш телото. Значи, правам муабет и за менструален циклус, правам муабет за бремено. Значи, само овие две ствари, колку хормонални промени предизвикуваат во телото е битно. Битно е да знаеш како да се храниш во такви... кои храни ти годат повеќе во такви состојби. Исто така има и убави совети на YouTube на нивниот канал, кај што зборат и со практични совети, со психотерапевти, те насочуваат, бесплатно го добиваш сето тоа. Така. Ја имаш насоката, го имаш учењето, само треба да го земеш. Особено затоа што верувам дека тие се и многу по-стручни лица. Да. Мислам, ти си споделувала твојот процес сега онлайн и од твое знаење, од твое учење, од твое лично искуство, затоа што многу луѓе од друга страна многу луѓе тоа го бараат као личните искуства, на некои луѓе им значат многу повеќе. Да. Ама значи кога и од стручно лице ќе го чуеш, као кога ќе ги комбинираш и тие двете па посебно? Затоа значи се присутноста и затоа сме за споделување на добри ствари онлайн, затоа што знаеме како мотивираат и колку мотивираат, затоа што знаеме ти колку жени имаш мотивирано и... Ама и мене лично после ме мотивираат, пошто и мене ме мотивира кога гледам и ја не сум совршена, не е дека ја сега, не е свич, сега готово, јас сум се мотивирала, сега сум трансформирана и готово, ова е сега толку. Не, јас имам апселовска промена, и тоа го согледувам низ годиниве, како што си поминуваат периодите и процесите. Ме разбираш, пример, летово си дозволував малку повеќе, ама да знаеш кога да се вратиш, пошто веќе си го поминал, е клучно. Да знаеш како да си го вратиш балансот, пошто не е секогаш 50-50, не е секогаш синхронизирано. Као ако гледаш дека ти следи одреден период, нешто трпи, ама да знаеш да си благодарен и да му надополниш. Као убаво и као и мене ме мотивира такви работи. Благодарна сум што гледам дека постојат се повеќе такви работи онлайн, пошто и мене некогаш ми треба мотивација. Да, сум си сама себе мотиватор и всушност тоа е една од добрите страни после сета оваа трансформација која што ми помага понатаму во животот. Се користам сама себе за пример. Си се мотивирам. Пошто сум имала периоди кај што сум заборавила по 2 години од тогаш кога ми беше тешко да почнам, не ми текнува сега шо беше, ама знам дека сакав да направам одредена промена и да почнам нешто ново. И ми беше страх. И ти беше тој што ме потсети, мислам. Ми рече, ако почна да слабееш, кога почна да вежбаш и да слабееш, мислиш дека ти беше лесно? И вака ми го прошара мозочето и бев као, леле, стварно, пошто од тогашна гледна точка, мене ми беше, па да бе, лесно го поминав тоа. Ама ти ме потсети колку ствари, тоа беше трпелив и долг процес. Не можам сега да го речам макотрпен, заради тоа што не беше макотрпен, беше само долг и со љубов. И дури можеби не ти ни делуваше толку долг, затоа што го направи баш со љубов да е. Вистина. Кажи ми, мислам, ја бев тука и све гледав, само не знам точно колку и како добиваше поддршка од блиски, као од домашни, затоа што знам онако ќе отидеш некаде, нека дома ќе ти принесат тука јадење. И сега едно е да ти принесат јадење и ти да не паднеш во искушение да земеш од јадењето кое што не ти спаѓа во твојот режим
неисхрана моментално. Друго е кога ќе ти вика цело време, земи, вака ти го тураат под дуста, јади го ова. Како се справуваше со тоа? Бев решена. Не ми беше кога имав конкретно цела програма, пример што јадам и знаев секој ден што точно јас имам испланирано да јадам. Јас не ми беше тоа проблем, бевме Крушево, сготвив оброк 3 дена, full meals, meal prep направив и ги јадевме само тие, не бев во искушение да седнеме негде да јадеме, чекај ова да пробаме, она да пробаме. Е поголем предизвик, не велам не, меѓутоа решителноста е клучна тука. Тоа е тоа што те води напред. Као ако имаш целта, нема да паднеш под никакво искушение. Ако знаеш дека ова не соодветствува со мојата замисла и мојот план што го имам сега. Да, ама тоаш во Крушево бевме само ја и ти. Да. Јас ти зборам за кога сме иделе кај мајка ти тука и се дешавале тие работи. Се дешавале, ама јас сум ми кажувала, сум најавувала. Дури делува како против тебе да одат. Твоите најблиски. Поголем предизвик е само. Тоа е само уште една мисија додадена. Да, на предизвикот. Дел од играта, дел од мисијата. Да, уште една мисија која што е потешка. Што мора да ја поминеш. Не смееш да поткликнеш под такви ствари. Ама мене тоа што премногу ми значеше беше што имав твојата поддршка од самиот старт. Од ден еден ти седна и јадеше омлет со домати со мене, ја нема да го заборавам тоа. Иако си дозволуваше стварички. Така буквално тоа беше ден еден. Ден еден беше. Јадеше доручек со мене. А доби од мене као не знам, ќе видам таму дали ќе јадам со тебе, ќе видам како ќе ми биде шо, како и буквално првиот ден јадам со тебе и као нели ти кажав као да бе да, ама ќе се подкаснувам ако сакам нешто други ствари. Пошто имавме уште џанка станато дома. Да, затоа што најдобриот начин, нели, мислам еден од по-сейф начините како да не потпаднеш под искушение кога почињаш вакви програми или нели за подобрување на здравието. Е да немаш по дома junk food, да не чуваш. Сега не дека не можеш у било кој момент ти да искочиш и да 2-3 сабајле, да ме пукнат манчис, да сакам да идам до трафика да си 24/7 да си земам некои чипси да бутам, ама друго е кога ќе го имам дома и кога ќе ми биде подостапно. И ја мислам дека у тие моменти, затоа што јас ти реков као ја не знам што како ќе почињам, имавме по дома junk food. И као беше тоа технички само за мене. Да, пошто јас немаше да го јадам. Ти немаше да го јадеш, ама ни јас не го јадев, затоа што јадејќи ги твоите оброци, јас се осеќав цело време најадено. И прво не можев да доручкувам. Се навикнав толку многу да доручкувам што сега не можам да не доручкувам и сега не можам да доручкувам некои глупости. Као сега да ми дадеш такви глупости што сум доручкувал, порано ми се гади, као не ми ги прима организмот више. Али тоа е процес да ти се навикне организмот на сите тие ствари. Али најбитно од се, затоа што дефинитивно ја не бев на некое завидно ниво со моето ни ментално ни физичко здравје, на таа тема, као не си го сакав телото вистински. Дефинитивно, као можеби не сум толку склон на дебелење, можеби не бев толку зависен од храна како што беше и ти, ама не бев на добро место. Да, ама ти мислиш јас сум послаб, ја не треба толкава промена да направам. Мислам дека го имаше тој мајндсет. Имав тоа. Тоа са екшели кога пред да ни прекина камерата, сакам за тоа да зборам, ама еве ќе дојдеме. Што сакав тука да кажам дека ти седна и го испланира тоа. Јас ќе ја држам диета, глупо е да кажам диета, ќе го држам овој режим на исхрана и ќе ги вежбам овие вежби толку време, па после тоа ќе го правам као ти беше се испланирано, а ја бев као не знам, ти почни и технички, ќе видам ја што ќе правам и технички истото го правевме двајцата. Ама ти го фристайлаше. Тоа ни покажува да, ти функционираш по планови, испланирано, јас функционирам фристайлање као секој спонтано. Да, спонтано. Различни мајндсети, различен пристап, различно функционира кај секого. И сам да кажам дека не мора твојот начин или мојот начин да биде правилен за секого, као секој само треба да си го најде својот начин како му одговара, затоа што мене пример ја да фатам да испланирам, ја поише притисок ќе осеќав во тој момент ако ветев нешто што не го сакам. Јас со тек на време дознав дека го сакам.
Ама даде шанса со љубов, а не со инает. Фала ти. Ништо. Претерано ми значеше тоа. И не ми беше во ниеден, баш пошто премногу поддршка ми даваше на старт во периодите и моментите кога ќе си земеше некој чипс или нешто така, во ниеден момент не се чувствував лошо, ниту пак ме стрвеше. Пошто ја имав дисциплината стекната. И од порано знаев како е, не ме ни стрвеше, напротив се радував за тебе. Као, ако бе, нека си дозволи малку ова. Океј, може. Дури можеби дали си верувала дека дури и подобро е така? Затоа што сум те уверувал дека не го правам ова за тебе. Па не, јас не, немав ни очекувања дека ти треба. Јас не ни очекував дека ти ќе јадеш толку со мене. Како да ти објаснам, не очекував ни упола од тоа што ми го даде дека ќе ми го дадеш. Пошто мое нешто беше што треба да го почнам. Не можам да зависам од поддршка од други. Пошто не смеам да не живеам за други, живеам за себе, као колку и да добивам поддршка од други, ме разбираш, као на некој можеме на 15 души на еден човек може да му даваме премногу поддршка, константно да го проверуваме, да го чекапнуваме, да го учиме што е добро да прави. Ако он не верува и не ќе да почне, џабе сме ние 15 души тука. Така да дефинитивно помага и менува околината во која што си и поддршката што ја добиваш, меѓутоа расчистеноста со себе, за кои ти се целите и што сакаш да постигнеш, се тоа што сепак те води напред. Пошто и кога е најтешко и кога немаш поддршка, ќе ја најдеш, ако имаш желба да ја најдеш. Затоа е добро пример онлайн присуството и онлайн зборувањето за овие теми. Ќе си најдеш истомисленици таму ако немаш поддршка, пошто знаеме за многу жени што им било тоа проблем што не ја добивале поддршката од домашните. И тогаш им е тешко, особено највише му даваат љубов, да не добијат ljubов назад, пошто тоа е дел од љубовта. Точно. Таа поддршка што се добива е дел од љубовта. Точно. И затоа сум благодарна за се. Мило ми. За се што сум научила низ овој процес и ме довело до тоа тука. Што реков дека сакам да кажам, од кој ќе го кажам ова? Пред да прегај камерата. Тоа. Здрави, живи. Многу бараш. Го видов чкорче има на земја и ми текна преска дека кажа некој ствар нешто со чкорчиња. Да, ја спомнав дека ја компарирав сликата ако си ја видел со чкорчиња, како кај што сите горат. И мислам дека беше за воспитувањето моментот. Као дека си бараш оправдувања за да не почнеш, пошто не сакаш да почнеш нешто, а си свесен дека може да ти годи, ама не кеш со желба, со искрено давање на шанса и со верба да почнеш. Као и не знам дали беше уствари ова. Као имаше сликата, тоа беше, сликата од чкорчето, као горат чкорчиња, ама наредени многу. Едно ако повлечеш надоле, го прекинуваш сајклот. Значи ако само си навлегол во круг на лоши навики, една промена е доволна. Што ти мора физички да ја направиш, мислам во овој случај физички, што мора ти да ја направиш. Повлечи го шкорчето надоле, запри ги лошите навики. И од тога и од таму ќе видиш како ќе ти се одредат само добри. Ќе почнеш кога едно добро ќе направиш, животот ќе ти врати со 10 добри. Да. Ама мора ти да направиш едно добро и мора да тргне од тебе.